многу малку е сигурно дали некој е запознаен со климатските промени. Туку од немајкаде ќе почнат луѓето да зборуваат за климатски промени, притоа не знаат што зборуваат, како доаѓа до климатските промени, кој е виновникот. Но очајно знаеме дека доживуваме и живееме страшни температури кои влијаат врз нашето психофизичко здравје. Да речеме во 2015 во Париз се собрале да и си поставиле цел за глобално просечно покачување на температурите под 2 степени Целзиусови. Значи има вака да ви биде појасност и се собрале на една конференција. Темата на конференцијата е да е некако да може цел да има просечно покачување на температурите под 2 степени Целзиусови. Како? Ќе прашате, па со тоа што сите земји ќе имаат обврска да поднесуваат активности за да ги намалат емисиите на стакленички гасови и на тој начин би ја постигнале целта. Вака звучи... Мене ми звучи ова како скеч од К-15, ова што сега треба да го кажам. Да. Вака вика. Значи, крајната цел било, дечки, 2050 година да има така наречена климатска неутралност, односно нула емисија на честички, овие стакленичкиве, твоиве, омилениве. И сега, апсурдот е што сето тоа ќе го контролираат исти овие големциве кои ја создаваат и цела оваа калакурница. Но ова е К-15. Вика вака, до 2030 година, што сме треба да направиме? Намалување на термоелектраните со јаглен, со фосилни горива во енергија, обновливи извори на енергија, намалување на емисиите од сообраќајот, воведување возила со нула емисии, не би изгледала како чиста утопија. Е утопија. И не е само за кај нас утопија, ова е се уште утопија за во светот, цел свет. Сега овој модерен свет планира ова дури 2030 кога е за 6 години да биде ова, а 2050 да имало тешко. Тешко ги помне. Ама на овој самити се подкачила, малку се закарала. Да? Да, проблем бил со фосилните горива и 110 земји барале да се исфрлат до 2015 од фосилните горива, ма не прифатила и некако се договориле на крај, ма не се договориле скроз да се исфрлат, туку нивна транзација во енергетски систем на праведен начин. Да. Не, тоа тие таму пијат некоја терапија. Тоа не постои енергетски систем на праведен начин. Не. Домаќи на самитот биле Обединените арапски емирати. Тоа таму нафта пијат место вода. Да. Во Дубај се бил состаноков Па каде нормално, што нема да е удоиран. каде што одлучили или некако стасале до бројка од неколку стотици милиарди долари за да ја направат транзиција. Така е. И ова е сега К-15 како модерна басна од К-15. Американци нешто ќе фрлат на сиромашните. Кина нема да запре со производство на јаглен. Исто како и Индија која нема да запре со производство на јаглен. Кога слушнале овие со нафта? Саудиска Арабија? Да. Многу се налутиле. И када не сте спомнале уште наш фосилни горива. После ние сме се карале зелката. Па после русите кјутеле. Путин им рекол, само ако отворите уста, сите во Сибир. Ама еве, се спремале за Баку. Таму ќе била следната конференција, во Баку, во Азербејџан. Убаво ќе им биде таму, исто како и ова самитов. Како баби на чешма. Ќе дојдат, ќе се изнакажат се и одат. Ќе земат пари, ама султанот, знаеш дека има султан, Ал-Џабер, тој ќе главниот И тој се појавува се. Има и султан. Им рекол, ако постепено се исфрлат фосилниве горива, ќе го вратат светот во доба на пештерите. Султанот, видиш ли? Не може. Малку и него го подкачиле, ама заборавиле дека ерата на фосилните горива мора и да заврши. Климатска правда за најсиромашните никогаш нема да има. Од гаджети до зелени. Рециклирајте го вашиот отпад одговорно. Јавете се на 070 236 000 и 0 отпад ќе го превзема вашиот стар уред. Доколку го користите кодот Агенда 21, автоматски ќе влезете во еколошката акција, каде за оној со најмногу електронски отпад ќе следи награда.
Дали знаеш дека колку повеќе селектираш, толку повеќе можеш и да добиеш? Пронајди ја најблиската Пакомак повратна вендинг машина и отвори ја Екомак апликацијата. Ако ја немаш, превземи ја на Play Store или на App Store. Внеси го твоето име, презиме, имейл адреса и креирај лозинка. Кога ќе слушнеш, тоа значи дека вендинг машината успешно го прочита твојот код. Сега можеш да го ставиш шишето или лименката во машината. И запомни, дното секогаш е напред. Не само малку да поразговараме колку е важно постојано да збориме за климатските промени. Бори Германија. без срце ти па постојано кој ти уради. Да се збори. Да се кажам, Ама и трета сезона поред. Да, зборуваме. Нема, тоа се Не само темите, тоа. сите да зборат. Германија, например, е Да. трета поредот на загрозени земји Е, по списокот на климатски промени. да, Тоа растот на температурите е загрижувачки фактор. да. Има разлика помеѓу време Време. и клима. Има. Така е. Тоа мора секој да го знае. Ако, например, следуваат 2 суви лета, тоа е веќе знак за климатска промена. Тоа не сме да се занемари. И тоа не е само грижа на активистите за климатски промени, тоа е цела политика. Да, климатските Лидски промени систем. деца се Сите нас всушност не засега. промени предизвикани директно или индиректно од човекот, и нема Да. нема од кој. И е политика. Активноста на човекот која го менува составот на глобалната атмосфера. Ево, вака да биде попрецизно Да. и постручно. Инаку, затоплувањето на океаните уште во 70-тите години довели и до закиселување на океаните, топење на глечери, сите тие такви работи се причина за оваа катастрофа. Што е решение? Решението е во намалување на стакленичките гасови и температурата до 1,5 степени од сегашната. Од Значи, сегашната, пониска да, биде. така. А таа, за жал, 1,5 оди годишно нагоре. Така е, па затоа и нели викаат они до 2 да се договориме. Аха. Као кецу 1 ти текне Да, тоа. да. Можем се договараат за X како беше тоа? За кладењето X0 и кец. X во кец, да. Сега ова е многу интересно, за да се биде во контрола на климатските промени, секоја држава како нели затоа што е политички одлуки за ова прашање. Знаете ли колку луѓе треба да работат во 3 министерства кај нас? Конкретно. Во Министерство за земјоделие 65. Во Министерство за животна средина 25. Во Министерство за економија 24. И ги има на табела. Работата е што сите овие 65, 25 и 24 сите работат нешто друго, но не се бават со климатски промени. Сите се бават со нешто друго. Ова е бројка, но и е прашање колку имаме навистина обучен кадар за климатските промени. Тие се распоредени кај работа во Министерство за економија, сектор климатски промени, ама нешто друго правам ова. Климатски. Нешто друго правам. Климатските промени се се поприсутни на полињата. Онаму каде што е храната, родот е со се помал Квалитет. Така. квалитет. А имаме целосно уништени поседи, како што се овоштарниците, например. Така е. Скоро сите земјоделци велат дека ова е проблем на државата, ама државата не презема никаква активност. Секако дека е А ни проблем тие на не државата. преземаат. Едно време беа активни, излегуваа по улици. Сега тие се изморија. Да. И тие кои знае кај се. Протестираат и На нив им треба помош, и нив треба некој да ги води низ сето ова. Не можат они сами. Им треба и помош, а и стручност. А тука што сум се извадила од памет, вие знаете дека најновото истражување покажува дека има врска помеѓу климатските промени и човечкиот мозок. Да. Односно, дека човечкиот мозок се развивал како што се Менувала. менувала Да. климата. Стои вака дека кога времето било потопло, да, во тие години кога времето е потопло, мозокот се развива побавно. така е. Кога е во ладното, се доаѓа затоа доаѓа до такви некои деформитети. Така е, да. Да. И има врска и со влажноста, и со температурата на Температурата, воздухот, и со дождовите, и со Така е. снеговите, и со ветровите, со се нешто. И тоа се образци за тоа е нешто страшно. Кога они ќе докажат дека навистина климатските промени ќе зависат на човечкиот мозок. Односно на развивањето на новите генерации, на мозоците на новите генерации
и не дај Боже да се последици какви што ако не се превземе нешто ќе Да, и ги имаме. Дури докторите велат дека ние губиме 6 милиони луѓе во просек како последица на мозочен удар поради климатските промени. Значи загадувањето, климатските промени се клучни за срцето и за мозокот. Може да се смени, се тоа може да се смени со нашето однесување, зашто се утепавме од зборување, ама 30% од смртните случаи се должат на загадениот воздух. Тоа е во бројка 9 милиони луѓе. Јас овие кога ги читав од памет си извадив, глечерите се топат, сушата се зголемува и тука се зголемува факторот ризик смртно за 30%. Многу е просто. Само треба малку дека да седне и да ги прочита овие работи. Не знам они кои ги прочитат овие бројки, дали ги доживуваат исто како нас они. И тоа бројка од 6 милиони луѓе во светот поради мозочен удар е во официјално Medical Journal, тој што е еден од најпочитуваните. Значи таа бројка е од таму извадена. Ова тука се научници кои што дошле до оваа бројка. Добро, голем дел од овие бројки статистики кај нас не ни доаѓа. Не немат. Или ако дојдат како пристап, знаеш, да се објават, тогаш се објавуваат, не знам, агрегатите на интернет, долу ги симнуваат. Не ги качуваат горе, туку долу ги читаш. А за Бангладеш слушнавте ли? Што? Имало дождови громотевици. Леле, да, приказнаве. Не ја знаете вие, не. Јас не ја знам. Имало дожди громотевици и цела фамилија тргнале со брод за свадба. Имало обилни дождови, бродов морал да застане и целава фамилија под лимена барака да се засолнат. Добро. Сега што е? Лимената барака ја удира гром. И на лице место цела фамилија 16 души Да, мртви. затоа што е проводник. Да. И во вода плюс. Да, има такви и со рибари. Да, ама она што многу малку го знаат е дека во Бангладеш на годишно ниво умира 300 луѓе во просек од громотевици. Да, таму е вода, сето е Вода, Бангладеш влажен под воздух, да. Таму па и не е многу хумано да живееш. Па добро, не идеме ние за Бангладеш. Не идеме ние Бангладеш. Нема потреба. Добро, па сега и свадба у Бангладеш да правиме. Не. И владата го има ставено ова на официјалната листа дека поради глобалното затоплување има пораст на смртни случаи од гром и повеќето од жртвите се земјоделци кои се жртви на овие И се уште се злато монсунски моје, месеци. се уште ќе прочитаме Да. некаде дека во овчеполијата од гром, затоа што нема соодветна заштита. Мене ми е просто неверојатно колку ние како луѓе ги занемаруваме климатските промени. Ама имаме центар центар за климатски промени. промени. Ја го прочитав, не ми се биде, верува и дека јас исто имаме. да, имаме центар и Имаме и председателка гостинка имаме. од центарот и тоа не било кој Да, толку председателката председател. да научиме нешто. Да, Супер. така е. И еве да решиме големата мистерија за Центарот за климатски промени. Со Весна и со децата, денес дознаме дека сте имале такво нешто во државата. Нагости ни е Бојана Станоевска, председателка на Центарот за климатски промени. Здраво, Бојана. Здраво, Игор, Како здраво. се стана председател на Што сте вие всушност? Дружение на граѓани, невладина институција, државна институција? Така, да. Многу луѓе мислат дека сме државна институција, односно дека функционираме во рамките на Министерство за Чек животна се, сакате средина. да бидете државна Не. институција? Многу луѓе така мислат кога ќе слушнат Центар Да, за да. климатски промени, веднаш И јас првиот мислев, печат е дека искрено мислев, тоа е да. некаква државна институција која што води грижа за климатските промени, не напротив. Што Ние е? сме здружение на граѓани Добро. или популарно кажано невладина организација, Добро. која што функционира од 2008 година, постојано значи, веќе 16-та година. Еве набрзо имаме и јубилеј 16 години постоење. И чија што главна цел е борба со климатските промени, односно имплементација на активности кои што директно или индиректно допринесуваат за намалување на Добро, ефектите од Бојана, климатските реално, промени. имате ли влијание врз овие полуглуви Да. што треба да не чујат? Реално, имате ли мислите влијание врз институциите или народот? граѓаните или врз врз оние што народот, треба да. да го решат проблемот или делот Да, проблеми? значи како што кажав, ние сме здружение на граѓани.
имаме голема група на граѓани од значи односно секакви засегнати страни кои што не следат. Општини, млади луѓе, ученици, студенти, професионалци, стручна јавност и слично. Меѓутоа, со капацитетите кои што ги имаме, за жал не успеваме да стигнеме до сите. Значи, еве како што кажавте, вие не сте слушнале дека постои Центар за климатски промени. Луѓето кои што работат во областа на животна средина не знаат. Меѓутоа, Да би било срамота да не ве знаат. Значи не знаат затоа што имаме добра соработка со сите оние кои што работат во оваа област. Меѓутоа, проблемот е што и генерално климатските промени како појава, како поим, многу малку ги разбираат пошироката јавност, општата јавност. И има, баш скоро прочитав некој податок, значи правено е истражување нели на репрезентативен примерок, 20-30% од луѓето во Македонија, од популацијата, смета дека климатските промени се реални. Сите други смета дека така смета дека се. Другото и наша мисија е таа тој процент да го качиме барем на 50. Затоа што климатските промени се надоврзавте, но во второто прашање тоа е по дефиниција вина на човекот. Мит или вистина? Вака сега, има многу, како да кажам, и дефиниции, и стручна јавност на меѓународно ниво кој што се занимава со тоа, а и самата наука вели дека климатските промени се природна појава. Значи тоа се природни циклуси кои што се случуваат на подолг временски период, најчесто на 100 или повеќе од 100 години. Но му помага човекот. Да, сакам да објаснам како му помага човекот. Значи, 1900-та година, значи 100 и нешто години пред денешницата, глобалната температура на меѓународно ниво, нели, просечната била 33 степени. И тоа е некоја температура која што е доволна, односно оптимална за да имаме нормален живот на земјата. Живот и развој на да. Значи, тие 33 степени се обезбедени благодарение на емисиите на стакленички гасови кои што се во атмосферата. Затоа што сите тие стакленички гасови носат топлина. И сега што се случува? Благодарение во наводници на индустриализацијата и на зголемените човекови активности во последните 100 и нешто години, пред се горењето на фосилни горива, како што се нафтата, гасот, јагленот, нели? Издувните гасови воопшто. Ете така, издувните гасови од горењето на овие фосилни горива за добивање на електрична енергија, но и за погонување на индустријата, нели? И за транспорт истовремено, овозможува буквално тие стакленички гасови да се дуплираат, триплираат во атмосферата. Значи наместо она оптимално, да речам, оптимална концентрација на стакленички гасови, која што обезбедува 33 степени просечни на глобално ниво за цела една година или за цел еден подолг период, сега благодарение на оваа екстра емисија на стакленички гасови, ние имаме поголема топлина. Добро, ако било во 1900 година 33, колку е сега? Сега е на глобално ниво, значи за околу 1 степен повеќе. Значи, за 100 години 1 степен. 124 години. Знаете што е лошото? Што од 1900 година до моментот додека, односно до таму некаде 1960 година, кога почнува меѓународна јавност да се свестува дека правиме проблем, нели, односно дека се зголемуваат концентрациите на стакленички гасови во атмосферата, ако до тој период таа просечна температура одела за 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 степени, сега во последните 30-40 години тој степен е многу брз. Тоа зголемување оде многу брзо. Значи прво за 60 години 0,8, а сега за 10 години одиме и за 0,5 степени. Значи буквално тоа е проблемот што природата, луѓето, животните, биодиверзитетот не може да се адаптира на тој брз развој. И нормално, нели, топење на ледници, покачување на ниво на мориња, на океани, доведува и до друг дисбаланс во екосистемот, односно во начинот. Добро, факт е дека покрај овие сите работи што ги набројавме, што
влијаат на глобалното затоплување и на климатските промени воопшто, факт е дека по мене најзаслужни за тоа се најголемите овие компании светски кои буквално најголеми загадувачи. се истовремено и најголеми загадувачи и сега ајде за во светот не ме интересира, еве нашиве големи компании што очигледно не загадуваат. Тоа можеме да го почувствуваме и во носот, и на очите, и на градите. Има ли одговорност нека? Кој се грижи за тоа? Колку вие како Центар за климатски промени можете да влијаете да се забрза некаков иден судски процес, некаков во? Вака се, јас прво сакам да објаснам дека овие што ги велите најголемите компании. Една компанија се зависи како ја гледате голема. Може да биде голема по профит. Значи најголемата, најпрофитабилната, една од попрофитабилните е Телеком. Телеком не загадува. Значи, не мора да бидеш голема 5G? компанија за да загадуваш. Не мора да бидеш голема компанија за да загадуваш. Не, Тоа тоа сакам да е кажам. јасно. Меѓутоа, верувам дека мислите на овие што се рударската индустрија, металургија, Апсолутно. на тие големи компании. За сите нив, државата уште во 2004-2005 година подготви закон за животна средина. Во рамките на го тој знаеме закон, и тоа, го знаете законот. Во рамките на тој закон за животна средина се препознаваат А интегрирани дозволи и Б интегрирани дозволи. Овие А интегрирани дозволи се дозволи кои што ги издава Министерството за животна средина и кои што пропишуваат колку овие големи компании, односно големи загадувачи, можат да смеат да емитуваат во воздух, во почва, во вода. И ако ја надминат границата, треба да си платат казна. И ако ја надминат границата, треба да си платат казна. Сега, јас, колку што знам, казните казните, не само казните, они имаат и надоместоци на годишно ниво. Не, читав јас, има казни, казните се поголеми компании, да не ги именуваме сега, но се казните и тоа. Има и казни, меѓутоа има и тие ние не ги викаме казни, туку се викаат надоместоци. И точно се знае со правилник утврдено е кој тип на загадувач, односно кој тип на оператор или еве на компанија за каков тип на загадување, односно емисии во медиумите на животната средина, вода, воздух и почва, колку треба да и надомести на државата. И тие надоместоци се слеваат во државниот буџет. Кој финансира вас? Нас не финансираат буквално странски донатори, значи од грантови се финансираме. Значи конкурирате на тие грантови. Конкурираме, да, се е транспарентно јавно, значи најголем дел од средствата барем во последните 5-6 години беа од Европска унија, значи на нивните повици се јавуваме и нели преку јавени таму транспарентен процес со евалуатори и слично. Колку сте во центарот? Колку луѓе сме? Да. Значи вака, ние сме 6 луѓе во Центар за климатски промени, сите се инженери, освен јас. Добро. Меѓутоа тоа нема врска, не мораш да бидеш инженер или да имаш нека конкретна квалификација за да можеш да се бавиш со животна средина или генерално со климатски промени. Меѓутоа ние имаме и многу надворешни соработници, морам да кажам. Значи секоја година работиме со од 10 до 15 надворешни соработници, кои што се истакнати видни експерти, стручњаци во таа област и се луѓе кои што се професори. Каде го пласирате вашето истражување? Добивате грант, јас имам обврска да го сработам во овој проект, од тој проект го сработувам, го давам. Кој има ќар од вашите проекти кои што се финансирани од европски грантови? Така, значи нашата цел е да влијаеме на позитивни општествени промени. Во зависност од проектот, значи ние имаме проекти за индустрија, за тешка индустрија. Ние имаме проекти за мали и средни предпријатија, имаме проекти за млади луѓе, за студенти, имаме проекти за политики, анализираме политики, спроведување на законодавство, транспозиција, европско законодавство национално. Да, прашајате токму за тие мали предпријатија. Да, ќе објаснам што конкретно правиме. Меѓутоа, тоа сакав да кажам, значи, во зависност од тоа што донаторот бара, ние таков проект аплицираме, нормално да одговара со нашата мисија и визија и тоа што ние може да го правиме. И еве, например, ќе кажам конкретен пример, сега во последната година работиме на подобрување на климатската отпорност на локално ниво. Значи, благодарение тоа значи вака, благодарение на една поголема програма за климатски промени, граѓанските организации во акција за климатски промени, која што финансирана од владата на Шведска. Еве, значи сега овој проект не е финансиран не од ЕУ, туку директно, туку е од шведска влада. Добро. Ние работиме со
3 општини за да видиме како можеме да ги овие општини подобро да се справуваат со природните непогоди. Знаеме како резултат на климатски промени Како во иднина, лабораториски глувчињави се општините. Така. ние ги викаме Во пилот. позитивна смисла, Да, мислам, ние ги викаме пилот. Па и ние имаме израз таков пилот, Да. кога сакаме да снимаме А серија. смееме да и- ги знаеме Е, кои се општините? Да, како Добро. не, општина Демир Капи, општина Прилеп и општина Центар. Значи ние имаме одлична соработка супер. со општините. И општините ги поддржуваме буквално на сите можни начини. Значи општините имаат обврска да изработуваат одредени планови согласно закон. Ние ги поддржуваме наместо тие да ги изработат, ги изработуваме ние. Вие. Нормално заедно со нив, затоа што па таму се имаат и слаби, недоволни капацитети. Знаете, животна средина е голема област. Да. Има многу различни аспекти кои што треба да се покријат, а во помалите општини се 1 до 2 луѓе кои што работат. Така. Да, еве, кои што например, работат таму. баш апропо Сега да- тоа, дека ни интересира се што можеме Да. да те прашаме, Бојана. За Дрисла, што ќе ни кажеш за Дрисла? Како вие од центарот гледате на Дрислот? И Дрисла е па производ на сево ова што ние го Да, зборуваме се ова тука. што ние Тоа е го голем го правиме, да. бизнис. Видете се вака, за Дрисла мојот став е позитивен. Меѓутоа зошто е позитивен? Има една или не мора да одиме со европско законодавство, да одиме со наше законодавство. Значи за да една депонија се Затоа нарече што е како оградена? депонија, треба да исполнува одредени стандарди. Значи да е оградена, да има пречистителна станица, да Така. има соодветно одведување на истедоците. И да е во центарот на градот. И тоа. И да не е во центарот на градот. Ете така. Сега, Дрисла, за разлика од сите други комунални општински депонии во државата, кои што не може да се наречат депонии за жал, таа исполнува барем некој минимум барања. Знаете? Сега, они можеби немаат пречистителна станица. Немаат. Ама планираат да ја направат. Ако знаете колку време планирате? Знам. Они планира исто така... Подсетувајте ги вие дека планирале. Планираат. Нели планиравте? Нели планиравте, да. Видете вака, значи ние секоја година издаваме, се вика извештај во сенка. Тоа значи што државата транспонирала, односно согласила со европското законодавство и што од тоа спровела. Добро. И ние секоја година за вода, за воздух, за отпад пишуваме што е направено и што уште не достига да се направи. И проблемите со отпадот, со Дрисла, со другите депонии, односно со тоа што другите депонии се нестандардни и со овие недостатоци и со овие проекти кои што треба да се направат на Дрисла конкретно. Еве друг аспект многу важен, дур сум тука кај Дрисла, според мене мислам дека е клучно да имаат место каде што ќе прават секундарна селекција на отпадот кој што го добиваат. Кога веќе не можеме ние овде на територија на град Скопје да го реализираме тоа, да направиме таму секундарна селекција. Па зошто тие рециклабилни материи кои што се корисни да не ги да ги реупотреби таа Имате вие лично? средби да речеме со Дрисла. Еве, ние сме А центар, имаме. добар ден. Добар ден, Соработуваат добар ден. со вас, разговарате. Видете, знаете што е проблемот? Значи, не само што ние имаме Средба. средба со нив, туку и они ни се обраќаат. Во смисла, Па и ние сме треба. многу добри во мобилизација на ресурси. Меѓутоа, за да направите пречистителна станица, ви требаат неколку милиони евра. Така е. И не само тоа, многу е долг патот. Кој ќе го плати тоа додека ние ги добиеме тие неколку милиони евра за да Дрисла изгради пречистителна станица. Па странска И затоа инвестиција велам, колку што ја знам. и нели? затоа велам дека тие проекти такви инфраструктурни Па од својот треба да профит ги може турка. да се инвестира во Ете така, пречистителна треба да ги станица, многу е турка просто. самиот оператор, Се најдете самото се. предпријатие комунално, државата, општината, град Скопје. Чест колку што знам, они имаат иницијативи заедно со град Скопје, Да, имаат они, да. ама Цело време многу имаат. малку од тоа се реализира. Само на Значи, иницијатива И останува. генерално, и не само за Дрисла, туку и за многу други Отворени аспекти и депонии. проблеми во државата не достига реализацијата. Бојана, Значи, буквално силна рака која што ќе биде Така онака е. истрајна до крај додека не се Да добија го средствата продуцираш и не производот само до крај, да. и не само да се добијат средствата, добивањето на средствата е Ама полесниот секако, аспект. секако. Пострашен аспект е Каде завршуваат тие каде средства? да се направи проектот тоа до ни крај беше една како од што темите. треба. Една од Знаеме темите. дека има средства, се Да, додолуват, се ама знае, и каде знаеме колку завршува? пари влегуваат, ама никој не ги гледа тие пари, ни кај се завршени, ни што е направено со тие пари.
Тоа е тажното во оваа наша држава. Бојана, знаете. имам две прашања за крај, во едно ќе се Ајде, обидам бидејќи ајде. имаат врска. Значи, каква е ситуацијата со климатските промени, кај нас ни објасни во светот? Да. Што зборуваат? Изгледа ли апокалиптично и таму на дивиот запад како што нам овде не изгледа? Да. И која е по тебе земја со најразвиена еколошка свест на светот? Убави две прашања, да. Ајде, јас ќе се обидам да ги спојам, иако имам многу тука за И имаш време? разглавање. Тоа што Имам се време, добро. последни не значи дека брзаме. Да, добро. Да, баш така. Значи, вака сега. Апокалиптично. Не е апокалиптично, меѓутоа е време за акција. Иднината им припаѓа на оние што се подготвени. Значи, мораме да работиме на подготвеноста. И ние, и светот генерално. Значи, бевме сведоци и во Германија, и во Словенија, и во Шведска, и секаде на голем број природни непогоди. Значи поплави, поројни поплави на места кај што не се случувале или претходно бури, ветришта, урагани се посилни, така. Значи не е апокалиптично, пак ќе кажам, меѓутоа мора светот да се соедини, да алоцира многу повеќе средства за соодветен одговор кон овие природни непогоди или екстремни временски настани, како што ние ги викаме во нашата научна Кој го средил јавност. тоа најубаво вака по тебе? Да, кој? Вака се. Бевме баш летото бевме сведоци Словенија. Ето. Две третини од државата беше поплавена. Ајде, ако не биле 2/3, 1/4 нека било. Нема ни една човечка жртва. Да. Има само Правилно големи изградени одводи, доводи Ете на вода. така. На... Соодветна инфраструктура, Да. соодветно планирање, урбанистичко планирање како што треба Скопје меѓу еден другото. дочко ќе заврне се Така. зауставува град. Добра координација, точно знае кој што прави. Ние имаме голем проблем и со координација помеѓу нашите власти. Добро, Значи, словенците од секогаш биле и од секогаш биле. во време на Југославија они беа најосвестени. Австро-унгарците таму завршиле во таа работа, смисла, нас кога турците никој за друга работа екологија не не правеше муаве. Да, така некако Значи ќе блиску ни се, Да. најдобрите ни се блиску, само треба да Блиску одиме ни се. Само 700 треба километра ноу-хау. и да видиме како тоа тие Да, и го уште прават. Да. лоботомија да ни И направат. знаете на што? сите. Да, и мораме да работиме и на свеста. Мораме па тоа е овие клучното. идни екстреми, овие идни проблеми кои што ќе бидат предизвикани од климатските промени, да ги доближиме до граѓаните, да знаат дека климатските промени не се мит, туку се реалност и дека во иднина, како резултат на климатските промени, ваквите природни непогоди ќе бидат многу позачестени. И прво, што ние како граѓани треба да направиме, како да подпомогнеме, нели, и директно и индиректно. И со градење имавме ние ситуација, еве, мапиравме критични точки во центар. Не може на Порој изградил куќа и да. после при првиот поплава дожд, пороен дожд, куќата се поплавила. Па Замисли. кога ти е во Порој куќата нормално. Знаете како Бојан? Тие некои работи што Значи, сакам да ги... во однос на медиумската експонираност и во однос на медиумската присутност, ова што вие се борите, го имате како центри. Значи, Атенбороу се бори 75 години и тој на 20 и кусур години стана глобален феномен затоа што го поддржа најбогатата филмска платформа Netflix. Некому му одговараше тоа да се отвори, нели, а тој работи 70 години. Се уште живи. Болка ти е тој Атенборо тебе. Многу. Како не те премаживме тебе? Како на времето не го сретнав у никој друг живот. А што симпатична. Ама че- чеки колку години има? 20. Значи, Добро. работата Коли е години премажиме нису за важни. работата е што не може да имате едукација во Македонија ако немате финансии и поддршка од спонзори, министерства, невладини, грантови Така е. и ова. Така е. Нашиот проект Агенда, за жал, е инцидент. Затоа што ние мачиме како да го затвориме проектот, за да може да пренесеме знаење надвор. Тоа е поразително. Така е, се Значи, еве, согласувам. затоа ние прв пат Со слушаме сета дека наша имаме... популарност и нејзина и моја Да. и на Да. проектот, ние Да. како едва и да успеваме да Успеваме, да. допреме. Да. Но малку се 3 години, веројатно треба. Значи, Многу центар, повеќе еве сега постојано. ние ние знаете како дознавме, ле центар за климатски промени. Прво кога ќе слушнете дека имаме центар за климатски промени, ја реков, супер, браво, значи, Да. супер. Значи, Мислам,
Тие и не само тоа, Весна, ќе ве прекинам. Ние знаете колку активности правиме конкретно што помагаме, подржуваме мали и средни предпријатија да имплементираат мерки за енергетска ефикасност. Да, тоа е многу важно. Индиректно, Како обука, како обука, да. како ноу-хау, со експерти, Едукација. со се. И не само тоа, и цели физибилити студии им развиваме и понатаму пристап до финансии, значи тоа е нешто што го правиме на 2-3 години, значи како ќе најдеме финансирање регуларно. И ред други, ова со општините исто така, значи работиме и на локално, но и на национално ниво, со млади многу. Меѓутоа, проблемот е што треба континуитет, како што кажавте, значи ако се фатиме за една работа и сега 3, 4, 5 години да го тераме тоа додека тоа не го завршиме, додека тие луѓе не ги оснажиме, не ги направиме спремни за тоа да го решаваат во иднина сами. Затоа ти, Бојана, да се подготвиш за следната сезона и очекуваме резултати од тебе да ни кажеш што се променило и кај вас за овие за тие 12 месеци. За климатските промени. Се гледаме следната година, многу ти благодарам Да, што беше јас тука. ви благодарам. Барем Ето ни така стана фали што не појасно поканивте. кои сте и што Само сте. драго. Да, ето Исто така што и се ќе може да се занимавате гледаме и почесто. И баш е добро што има таква почесто да Може ве почесто, спомнуваме. ние имаме и други експерти, и други умни глави Ќе во најдеме црквата. начин за комуникација, за соработка, агенда и вие мислам дека природно сме некако Да. споени. И јас така мислам и продолжете со добрата агенда, со одличните теми што ги разработувате, навистина се повеќе од корисни. И Така е. И благодарам И ни уште треба. еднаш, фала ти што Благодарам. дојде. Фала ви, Бојанче.